Добар ден, драги гледачи. Тоа е фудбалот, 6-та епизода. Волшебна сила има фудбалот. Чудесна е моќта на мундијалите. Забележувате како некоја невидлива рака полека да ги става под тепих сите оние написи за контроверзите врзани за мундијалот во Катар, а се повеќе се пишува за бразилската фудбалска самба, за сензационалниот Мароко, за децениските надежи на Англија и на Холандија дека ќе стигнат можеби до мундијалскиот пиедестал, до тронот, за волшебниот Мбапе, за извонредните настапи на повеќе репрезентации на мундијалскиот подиум. Остана завршниот октет, заврши 8 на финалето, 8 репрезентации ќе бидат учесници, ќе учествуваат во завршните партитури од светското првенство, а за сето тоа ќе зборуваме со нашиот драг гостин, мојот пријател Васил Рингов, заедно тука со големата моја поддршка во емисиите Бранко Чупески. Благодарение на Златна копачка стигнавме до четвртфиналето од светското првенство, кое веруваме ќе донесе голема возбуда, а мене и натаму ми останува обврската да, неблагодарната обврска да ги прогнозирам резултатите. Мислам дека добро се држам сега за сега. Мојата прогноза е отприлика вака: Хрватска Бразил 1:3, Холандија Аргентина 1:1, на пенали Аргентина, Мароко Португалија 0:2 и Англија Франција 1:3. А вие одлучете се дали ќе ми верувате или имате своји фаворити. Ќе ве повикаме да верувате, затоа што прогнозите се мощне точни, затоа што прогнозите излегуваат барем, ако ништо друго, исходите точни и прецизни, и ќе ве повикаме да направите subscribe на подкастот на YouTube каналот на подкастот на колегата Златко Калински, затоа што фудбалот е магијата која не поврзува сите, фудбалот е магијата која го сопира светот, го заслужува тоа, а и колегата Калински не поврзуваше сите во македонската телевизија и се уште не поврзува сите и го заслужува тоа. Се ближиме кон крајот на надпреварот, потребен е погодов, нафрлена топка и гол! Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна копачка. Васе, добре дојде во емисијата, тоа е фудбалот. Добро најдов и со среќа емисијата да трае. Се надевам дека го делиш задоволството од тоа што се случува на светското првенство во Катар. Дали е тоа над сите очекувања, она што го гледавме до сега? Па падна во вода скептиците према организаторот, бидејќи невообичаено се игра на полусезона, многу врукина, многу термините се ненавекнати. 90% од играчите да играт во 2-20, меѓутоа, како си тече првенството, да го наречем така, сватија оти не е толку лошо, не е толку лош и фудбалот. Се навикна играчите, Не очекува фаворитите одат напред, некои фаворити на хартија испаднаа, можеме и тоа тема да ја отвориме, зошто како. Мислам дека не очекува спектакуларно четвртфинале, пред се дуелот меѓу Франција и Англија, меѓу Холандија и Аргентина, традиционалните ривали на мундијалите, да не го заборавиме дуелот и меѓу Хрватска и Бразил, и секако разиграната Португалија, која што
има што да каже на ова светско првенство. Бидејќи влегува, тие се за да влезеш, да пројдеш осмите финале, дефинитивно си спремен до прво место. Сега ќе нема фаворит, целку една 90 минути одлучуваат, кој е психички поспремен, тај ќе пројде. Само Шпанија недостасува тука меѓу големите имиња. Шпанија ја гледав внимателно. Не беше толку Мароко јак, него Шпанија мора да го смени систем. Да, и шпанците велат Мароко не прожи ништо, не чекаше во заседа и на крајот помена. Ги игра тика така, тоа е Барселона школата. Меѓутоа, прво се прочитани. Второ, Мароко ги така аналитичари колку сакаш има сега штабовите. Многу лесно Мароко ги прочита и ја доведе утакмицата до пенали. На пенали се знаеше, психолошки паднати шпанците. Немоќе, бе кажа, мора да играт со центарфор, мора да играт Со Мората. Не е тип за репрезентација. Они игра јаки беа Шпанија, кој бе Чави, Иниеста и други играчи. И сега тешка работа е. На селекторот е важно према играчите да правиш тактика. Во една реченица шпанскиот печат ја одбележа настапот на Шпанија од принцови 7-0 против Коста-Рика до просјаци по дебатот против Мароко. Малку грубо е просеци, меѓутоа Ама не верувам да се асоциацијата залажа и мислам дека седумте ништо не значи. Асоциацијата е и на калкулацијата што ја направи Точно. Шпанија, Јас приметив поразот сега. против Јапонија, кога се чудеа и јапонците зошто не играат. Зошто не сакаат да се надигруваат. Не знам сега, печатливо мене беше второ полувреме со Германија. Ќе го кажам, например, 1-0 беше и јас мислам, класика, не сум тамо, гарантирам договор е паднат на полувреме. Да биде реми. Реми. Бидејќи играч црн, сад не знам кој, 85-та минута излезе пред Шпанија и почна да го дрибла голман, да излезе во корнер. Може германците 2-1 да поведе, ама то мислам бе договор Без бидејќи крчма. Има, како викам, ако интересот се погоди на двете екипи, тоа е Австрија, Германија, мислам се Да, беше. од 82 година. Затоа велам, треба права екипа, заборава што било, почнува сега мелница, што ви кажа. Треба да си подобар, поискусен, поспремен психички, за да пројдеш. Знам дека ти беше огромна желба да настапиш на едно светско првенство. Да, Кога ја спомнавме Шпанија, 1982 година, беше во поширокиот избор на Милјан Милјанич. Па подсети се малку на тие денови и на епилогот. Знам, си ми раскажувал дека тогаш можеби си тренирал најмногу во животот. Точно. Милен е, сепак да го просте, специфичен селектор беше, повеќе политика него фудбал. А мок имаше огромна. Знам. И он по сите републики одеше да се потроши некој пара, шо викаше он. Јас бев тогаш, Златко, година дена пред тоа, он имаше притисок од нас играчи и не однесо во Кина и Северна Кореја. И го пушти селектор, ни беше Топлак, што му беше помошник. Се заврши тоа, анализи се праја. Тоа првенство јас бев на полусезона у Медули на припреми. Сите беса генерација, да не ти ги спомнувам, Халиходжи, Шурјак, Пижон, Петровиќ. Та полусезона. Бех стрелец во Југославија, мислам, 10 голове бех. Сега тамо Пречек, Заец, многу бе Халиходжич.
сега го спомна Хали Сушич. Боžić и он на резерва бил Папе Сушич. Он имаше обичај 20 помошни тренери. Цела Југославија ги собираше, меѓу нив беше и покојни Кире. Дојчи. И најмногу, а група БМ е многу интересна. Јас, Марко Млинарич од Динамо и Клинчарски Пашич. Никица. Пашич, група на тренинзи, тројки во игравање. Инаку конкурент за лева крилна позиција, Па Шурјак Шурјак и и Пашич беа, Шурјак капитен беше на таа репрезентација. по лево играв, ама и стрелец. Десетина гола дал. Да не ги спомнам Шестич. Ќе кажам после како се бираше. И прај анализи и најтешко ми беше. Са новинари од Белград, два масера, еден Белград, мене ми беше близок од Динамо Чачковиќ. Сам муабети и знаеш кога ќе разбереш, тренираш, а ода 22 на список. Го знаев јас, тоа е февруар, јануар, февруар. Што тогаш знаеше дека Знае. Пример, дојде Никола Јовановиќ, што не играл во Енглеска. Играше, не играше. Образложението на Милинич беше, он е висок за високи топки. Не, бре. И јас сватив и на Кире прво му кажа. Кире викам, да си одам. Не, издржи. Добро, издржа. Припреми се, вратиме. Тука пак првенство. Играме. И са телефони, мене Бобек тогаш, покојни он, шеф. Василе вика, шта си урадил? Што да сум? Стварно трчев пред сите. И свади, викам, Баташтев, остаеме да си идам војска и нека идат, меѓутоа врски телефони, прво бира од Звезда, па Хајдук, па Партизан, на крај беше Динамо. И не отидовме на состанокот, тоа е, се слушна, со Клинчарски се слушна. Анализа се бра и дојде, а седнани Клинчарски, јас и Марко. И Клинчарски, Миленчо вика, нешто леđата боле. Јас неки се викам, неки се знаеш, разбрали што ти кажа. Не одаш, викам, а Никица трча од Цавале до вечер, километража пред. Не одеш. На Млинарич некоја замерка, јас викам, не мора. Со други зборови направен списокот многу Списокот пред порано. време, така се функционираше сега. Јас сам отворен, Хали Коџич го зема, не играше една минута. А стварно беше звер. Го зема Јовановиќ, не сакам играчите, за мене, и си отидо војска. Така пропадна големата Тоа, и шанса да сега бидеш дел не од оти- светското првенство. Лоша селекција и тамо си дојдоа. Да, место беа конкуренти за титула, се вратија по групната фаза. На Да. аеродрому Белград, на Милјанич, плукајте ме мене, не ги плукајте играчи. Тогаш е тоа. Знаеш, а Христич, да не отвара, не Да, сакам да. имиња, не се криви играчите. Так. Јас имам едно прашање за Рингов Стар. Во Загреб велат за македонците Миленикот е Седловски, а Рингов беше звездата, Ринго Стар, нели, познатиот тапанар на Битлси, и по него добиен на димакот. Хрватите велат толико е бубњао супарничким 16-терцем да су ga од милја звали по узору на бубњара Битлса. Каква беше таа авантура во Динамо? Во тоа време кога се очекуваше Динамо да го повтори шампионскиот Да. успех? Прва рака информација. Пред таа година беше Динамо шампион после 20 години. Чиро Шеф. Имавме контакти. Инсистираше да дојдете, Инсистираше. блажеш, да. И ако он ми кажа, ме засака, многу ми отворено, они големата четворка имале некој договор. Прв кој ќе почне да преговара со играч, не се мешаа другите. Јас не го знаев тоа, мене ме бараше Хајдук. Звезда. На еден надпревар на Максимир, стварно им дадов гол и он ми Чиро, истиот, ми дојде и браво сине, викам,
ќе те тепам и тамо и у Скопје. Тоа беше... И он заде надпревар ние во Љубљана. И ми звонеше на телефон, ќе дојде човек, дали задно коло е. Да те зема до Загреб, да се видам. Викам, да ме земаш, кажи шо е, заинтересирани сме. Тешка е приказната, отидов, не отидов, кој одлучи, Така. политичари одлучија. 2 август ми дозволи Вардар, кога беше председател на председателство Мика Шпилја. И тоа у Крушево он прашал као, му кажале, има неки ногометаш проблематичен баш, ме пушти. Страшна екипа, не знам. Шампиони со Заец, Цито Кранчар, Деверич. Златко Кранчар, да, Заец, Заец, Деверич, Богдан, на памет, Брачун, Брачун, Цветковиќ, Боро и Звездан, покојни, да, Боро. Хаџич, Млинарич го споменавте, да. Најголемо поеќање тоа лето. Инчиро ме викна, вика, ти да испорачаш 15 гола, што не е проблем. И сад ćemo и ове години шампион. Не знаејќи, тога сватник јас, Звезда е број 1 клуб у Југославија. Хајдук, па Партизан, па Динамо али на крај, да. и Чиро многу брзо го протера од Југославија. Не го смени. Имаше афери две у Темпо, сад неги вакви биле, онакви биле. Нема врска. Они лоша атмосфера го елиминира, и Чиро беше Креаторот на шампионската екипа. мотиватор. Страшен. А и- најболи тренер. А и врската ти да бидеш во Динамо. и сега, јас се збуни. Плачат сите. Значи, он имаше едно... Прво, приватно те знае, најмалку фудбал. Мене ми каже, сине, вика, ја не те тренира. Ако не валјаш, нема да те зема. Тоа е професионално. Викам, он мотиватор, влагао со облековално, идемо добијано, толку е. И сад идемо влагао со облековално и вика, одох. Шок, плачат сите. Да. Прочитав и дојде Владко Марковиќ и јас Не се снајдовте во тој систем. не се сега преоме за умрените се најубаво. Така, Кавги на пола сат со Владко. така. Со И така. со големо внимание ја го следиме настапот на хрватската репрезентација на ова светско првенство, па предлагам сега да одиме во Загреб. Ало Загреб, добар ден. Добар ден. Мало изненадување за нашите гледачи, кои веројатно очекуваат од Загреб некои од колегите кои што ни се јавуваат во емисијата, но на линија го имаме Игор Ангеловски. Игор, добар ден, уште еднаш, добре дојде во емисијата, тоа е фудбалот. Се надевам Добар дека ден. уживаш во настаните од светското првенство. Добар ден, Златко, благодарам на повикот и уште еднаш честитки за тебе за се ова што го прави, затоа што еве кажам дека светско првенство без Златко Калински не може да се одржи така, да нормално дека сите љубители на фудбалот уживаме во ова светско првенство и она што го пружија репрезентациите на вистина е за уживање. Во амбиент полн со набој го следиш светското првенство од Хрватска, која што стигна до четвртфиналето. Можеш ли малку да ни ја пренесеш атмосферата што владее во пресрет на надпреварот против Бразил? Секако дека атмосферата е прекрасна, нема човек во Хрватска што не ја следи со внимание сето она што се случува во Катар и својата репрезентација. Јас многу пати кажав во некои мои изјави дека хрватите се народ кој максимално си ја почитуваат и репрезентацијата и државата и сите сплотени
и даваат максимална поддршка на репрезентацијата. Впрочем, како што ја гледаме репрезентацијата на Хрватска како делува сплотено. Така да тоа е најголемата сила на Хрватска и таа енергија чувствуваат и фудбалерите. Тука нема ресторан, продавница, автомобил да не е обелечен со хрватските знамиња, значи на секој чекор. И еве, одат од првенство во првенство со се поголеми успеси, нели во она Франција далечна 98 предводена од легендарниот Чиро Блажевич беа бронзени, а на минатото светско првенство беа сребрени. Така да сега се повторно меѓу 8 најдобри земји на светот, а според бројот на жители се убедливо најмали, но сето тоа покажува дека имаат огромен квалитет и дека нели очекуваат и против Бразил да бидат во нивното најдобро издание и јас кажам дека они воопшто Бразил е фаворит и тоа тие го знаат, но нема да влезат во тој натпревар без верба во своите квалитети. Да, се ова подсетува на она што се случуваше во Русија пред 4 години. Хрватска некако на мускули стигна до четвртфиналето, одигра, што се вели, 2,5 полувремиња во дуелот со Јапонија, за разлика од Бразил, кој во едно полувреме го реши својот проблем за пласман во четвртфиналето против Кореја. Може ли заморот малку да влијае на кај хрватите врз исходот на овој натпревар? Колку ќе биде битен во овој дуел? Па добро, но пред ова мора да кажем и некои непобедни факти, дека Хрватска, онаа Хрватска од Русија и оваа Хрватска сега, кои се моментално се можеби малце и поразлични репрезентации. Кога би спомнал тука поразлични, мислам на некои клучни позиции во тимот. Оваа Хрватска има сено, мислам сега чести за Петковиќ и за Ливаја, но го нема Манџукиќ во нападот. Го нема тој шпиц кој може со еден потек да донесе предност или да реши натпревар. Нели хрватите и во Франција на 98 оние што нели ги памтат тие настани го имаат Давор Шукер кој знаеме нели каков напаѓач беше. Сега таа позиција на напаѓач е можеби најслабиот дел на Хрватска. Исто така го немаат и Иван Ракитич, го немаат Чорлука позади, така да направија една добра смена на генерации, затоа што сега свесни се каде се најсилни, а тоа се најсилни во средниот ред, каде што нели го имаат најдобриот фудбалер на сите времиња Лука Модрич, заедно со Брозович и Ковачич и подпомогнати од Периштич нели и младите сега Мајер кои надоаѓаат. Позади се во одбраната се појави една звезда која по мене можеби најдобар одбранен фудбалер на ова светско првенство, тоа е Јошко Гвардиол и они се навикнати, ако се сеќаваме добро и во Русија, нели игра 2 надпревари по продолжение и по пенали, каде што сите мислеа дека ќе бидат исцрпени, но едноставно љубовта нивна спрема репрезентацијата им дава сила и овој надпревар се игра за полуфинале. Тука да, може ли нели Бразил ќе биде посвеж, бидејќи она што го кажа, се сложам со тебе дека нели лесно ја решија Кореја, но Хрватска нема да биде Кореја. Во никој случај ќе видиме една максимално борбена Хрватска која до последниот атом на силите ќе даде се да го изненади Бразил. Како да се игра против овој Бразил кој делува многу разиграно, што се вели на моменти застрашувачки? Дали стрпливо, како што играше, впрочем, Хрватска во претходните надпревари, што подолго да игра егал против Бразил и евентуално да чека грешка на бразилците или да влезе во малку со поспуштен гард во поотворена битка против бразилците? Па јас мислам дека нема да видиме ништо поразлично од двете репрезентации, дека Бразил повторно ќе сака да доминира со посебни топки и да биде поофанзивен, а Хрватска дека ќе сака мечот да го донесе во неизвестност. Ако им успее тоа на хрватите да го донесат мечот во неизвестност, тогаш како што ќе одминува времето, мислам дека предноста ќе биде на нивна страна, затоа што бразилците знаат да покажат нека дисциплина, мада мора да признаеме дека овој тим кој е предводен од истиот селектор од Тите е сосема поддисциплиниран и подтактички подготвен од оној што беше во Русија. Сега
Белгија во четвртфиналите во Русија направи една феноменална тактика, тогашниот, мислам, и сегашен селектор, нели, кој замена од Белгија Мартинес, направи навистина едно тактичко изненадување за Бразил, каде што, ако се сеќаваме, буквално ги изненади, ја надигра бразилската репрезентација и ги исфрли од четвртфинале, така да тоа можеби ќе му послужи на Далич во некој анализи, а да не забораваме дека и Лука тука секако може да помогне со своите, бидејќи играше, нели, игра со Винисиус, со Каземиро играше до пред малце, така да секој совет е добредојден на тие врвни надпревари и мислам дека како што кажав, хрватите ќе сакаат да го однесат мечот во неизвестност. И ако успеат во тоа, ќе бидат во поголема предност. Игор, какво светско првенство следиме според тебе? Дали донесе нешто ново или имам ја впечаток дека се игра повеќе на резултат, резултатот им е во прв план практично на сите репрезентации? Па сега во Златко знаеме што носи светското првенство и дека резултатот е во преден план. Можеби во групното надпреварување, па тоа било впрочем и во сите светски првенства, дека има можеби малце повеќе калкулации, но веќе во осмина финалето мислам дека видовме навистина еден квалитетен фудбал кој донесе многу голови. Статистиката кажува дека е ефективно осмина финале од сите светски првенства со 3,5 голови по надпревар, што е навистина еден добар просек за сите љубители на фудбал, затоа што нели ние љубителите на фудбалот сакаме голови, сакаме атракции на светско првенство. Од тренерски аспект можам да кажам дека веќе со сигурност последна топка не значи дека сигурно ќе добиеш утакмицата. Тоа доволно покажа на Шпанија, има можеби најголем последна топка, така да изгубија и од нели во групната фаза од Јапонија, а и во нокаут во осмина финалето од Марок. Има околу 70% на последна топка. Така да од тренерски аспект мислам дека таа е нека промена од клучните, бидејќи знаеме дека Шпанија во минатите првенства со тој последна топка доминираше, но и ствараше безброј шанси. Тука тој посет беше оној приспевен посет кој не им даде шанси, кој не створи доволно можности за гол. Мароко е изненадувањето на ова светско првенство. Четвртфинале гледаме со гиганти. Прекрасни соочувања што ги чекаме со нестрпливост, например Франција, Англија, Холандија, Аргентина. Кои се твоите очекувања? Каде го гледаш идниот светски шампион, во кој табор, во кои репрезентации според тебе е силата на ова светско првенство да стигне до крајот? Па ова светско првенство ни покажа и дека навистина е голема изедначеност помеѓу репрезентациите. Кога говорам помеѓу репрезентациите, не велам само на овие што се во четвртфиналето. Па една, нели, Јапонија беше конкурентна до самиот крај, испадна на пенали, а пред тоа ги победи и Германија и Шпанија, што нели резултат за почет. Мароко е, нели, велиме најпријатно изненадување, но она што го одигра на светското првенство сосема заслужено е тука, бидејќи е една од 4 репрезентации кои се уште не се поразени покрај Хрватска, Холандија и Англија. Така да овие четвртфинални дуели како што е Франција, Англија, како што е Холандија, Аргентина, тоа би можело нели да биде и финале на некој светско првенство. Но тука очекувам нели сепак според мое мислење би дал преднос на француската репрезентација, бидејќи навистина делува застрашувачки, кои имаат одлични решенија и во нападот, и во средниот ред, и во одбраната, каде што тактички се перфектни, а на дополнети водени од индивидуалниот квалитет на Килијан Мбапе, кој е број 1 моментално на ова светско првенство со уште неколку фудбалери кои го одбележат. Аргентина, нели, сите ја посакуваме во финалето ради Меси, делува. Мислам дека Скалони успеа конечно да го стави Меси во функција на тимот, но и тимот во функција на Меси, и после онај шок од Саудитска Арабија исто така делува. Холандија со Ван Гал со неговите тактички идеи, знаеме дека тој е безпрекорен на тактичар како тренер и кој може да
да добие нели во надпреварот предност пред противникот. Тука е Сантош кој мислам дека беше негова победата над Швајцарија затоа што испрати една јасна порака дека никој не е над тимот па ни Роналдо, да донесеш таква одлука во еден таков меч и да нели најголемата можеби светска звезда да ставиш на клупа е за почит, бидејќи делува застрашувачки на тој надпревар. Така да, еве, ако би сакал нели некој финале да се деси или нека предпоставка, мислам дека Франција и Бразил можеби се репрезентациите кои го одиграле тоа финале. Игор, ти благодарам за јавувањето, за одвоеното време. Задоволство ни е што си дел од нашата емисија. Со надеж дека можеби ќе се видиме уште до крајот на светското првенство, доколку Хрватска чекори како што чекори до сега, односно дали ќе успее да го повтори успехот од Русија. И благодарам Златко и на тебе и чест ми е што ме повика во твојата емисија и секогаш за тебе стојам на располагање и во секое време. Поздрав до екипата и поздрав до сите оние кои ќе следат емисија. Благодарам, пријатно. Одиме натаму со нашиот супер интересен соговорник Васил Рингов. Хрватска ја имаш во сеќавањата, во меморијата 1998 година. Мислам дека беше голема чест да се биде дел од штабот на Чиро Блажевич, која предводеше хрватската репрезентација до бронзениот медал на тоа светско првенство, а ти имаше свој удел во тие подготовки како негов стручен соработник, консултант. Малку е познато дека беше во штабот на Чиро Блажевич. Бидејќи запишав више тренерска, имаше во Скопје нешто, ами јас запишав во Сараево. Оде во Сараево, па се враќаат назад и требаше да дипломирам во Сараево, меѓутоа војната почна и ме интересираше, го замолив Чиро, му звоне и он ми кажа слободно, одма дојди, ќе гледаш тренинг и се погоди да одат во Осијек, игра пријателска против пољаците, мислам. И дори ми кажа, да, добро, лепо описал си тренерскот, пиши, забележи, на крају ćemo, да ти кажем, бива, не бива. Таа генерација ватрени ги викат. Огнени, Штимац, Јарни, Асанови, сите, Ладич. Јарни Шукер Реал, Бобан Милан, Штимац Енглеска и да е скар Бокшич, ама се повреди. И многу разговори правевме и ќе ти кажам нешто што прво групата му беше Јамајка. Јамајка, Германија, мислам, али за Јамајка. Штабот му бе Иванковиќ, Рожич, тај од Хајдук. И мене вика, Василе, треба ми снимка, а Македонија, Джоко селектор, у Багдад, мислам, прваци тепа Јамајка таму. И дали можеш касети, јас викам, нема проблем. Джоко ги имаше касетите. Сега анализа прат, ги растурихме Јамајка у Багдад. И он анализи прат, другиот ден, интервју, Чиро вика, Јамајка е други Бразил. Слушај, вика, пошто ćeš тренер да будеш, нема слаби, него резерва да си знаеш, новинари. Анализи и дојде време, он ми кажа, дојди со нас во Франција. Меѓутоа, они беа Европа, мислам. Не, други пасоши, кај нас беше... Ние бевме Шенген. Бевме со социјално, со визи, викам, не можам да дојдам, меѓутоа, пријателската игра, и за коментари јас
ме праша, викам, чудо сте. Најважното беше, викам, како може, они беа едина репрезентација во Франција во Вител, село, отворен тип, кај што има позната вода некоја, кисела. И тогаш он, стварно погодал, мајстор. Сине, вика, јачи су Србија од нас. Мора сам, вика, отворен систем, карантин овде, па тамо 20 дана. Тоа, вика, издржува од германци и холанѓани, ние карактер не може. И он отворено, да го вида Шокер седна. Србија се вика појаки, али ќе се скарат. И погоди, стварно, ги гледав. Па не е таа Први во Веби, фудбалот, Јатовиќ, не думам и тоа Синиша. Збороми немат. Можеше да се наслути таа хемија на хрватите Може, дека ќе одат страшно. дека Мислам, ќе одат толку многу далеку дека ќе влијателен стигнат. беше Чиро, не може да ви го објасни. Пресудно ли беше што е Франција домаќин тие авиони се спомнува тогаш како награда за полуфиналето и слично? Не, авиони... За резултатот. 2-1, Вон- Турам 2 гола. Работата стварно не е, кој ми каже, како да тренира. Прво е, шо ќе е Реал Мадрид овде. За повеќе пари има. Мајстор на фудбал, шо да му кажам, јас примија, отвори, лево, чути, баси, сине и Бобанот Милан дојде. Со доктори, со исхрана, и они ги водат, тамо зима пари. Токо мотив имат еден од тогаш култ за репрезентација. И он каже, ако го викнам, врвен играч, мора да игра. Да го викнам, да седе на клупа, нема шанс. Али тоа е договор. Он одаше кај сите дома. Не на стадион да го гледам Модрич како игра или Шукер. Дома. Преговараш, разговараш, тешко ти е, нема проблем, те заштитувам. Ги знаеш, Златко? Така, ама мислам една убава епизода што се вели во Чудно, во мислам, твојата и он кариера, се едно убаво и- искуство. Изненади се за успехот. Јас се интервјута му ги гледам. Повреден му бил Боба. Он ќе бе прваци. Толку се... Тоа е се ствара од мали деца. Каква беше релацијата? Кои задачи ги имаше Рингов во тој стручен штаб, во тој Не, поширок? не бе стручен штаб. Паличиров и ме сака, ме почитува, кажа пред сите, било што да пита, има да одговорите. Така. Јас не се намеде кој сум јас, али гледа. Шо прават, како прават, приватно, хотел сместени. Има ли почит тогаш тие звезди за поранешните југословенски Има. звезди, кон вас, кон другите имиња? Има ли почит? Има почет, ние една грешка направивме се. Не ќе да критикувам на таква емисија. Први опран, кога станавме самостојни. Сите бивши си ги прибраа во републиките. Па добро, тоа е жива вистина. Кај нас Нема само што да криеме. обратно беше Нема што непознато. да криеме, тоа е вистина. И сега тамо селекторот Чиро преку Ото Барич, пред еве и Билич. Сме играле противници, помлади се. Он штабот му беше Асановиќ, Просинечки. Кај нас само нешто измислуваат. Нешто ново. Нешто ново. Интернет тренери што ги викам јас. Си ги задржа контактите со Да. со Хрватска Да, до да. ден денеска. Точно. Како гледаш на оваа репрезентација? Како гледаш на овој престоен надпревар против Бразил? Не би отворен, јас во едно интервју, таа генерација, викам ќе ве фате криза. Врвни новинари од спортски, од Загреб. Не ги фати криза. Втора генерација се Ковачич. Викаме сега, трета генерација се овие. Како гледаш на престојниот надпревар со Бразил? Ке играт, не попуштат. Они се дрско безобразни се. Што е тоа што ги води? Не се различни од балканците во карактерот, Не, меѓутоа во што се различни различни? се. Различни се во што? Различни Во се. што? Еве, Во што? еден пример ги дадам. Сите хрватски играчи, 90% се од Динамо, прават кариера, примете. Ние, Србија,
Ќе изиграш 3-4 години надвор и едва чекаш да престанеш да си играш. Дали Они прават кариера надвор. Златко Даличев Торчиро Блажевич? Да. Вистински наследник на Чиро ученик Блажевич. на Чиро. Во една изјава, не знае, Чиро кој беше шеф у Вартекс, он бил Златко. Играл, ама у години Чиро му кажа престани ти фудбал, дојди помошник. Точно е. Се зборува дека одбил 10 милиони евра понуда Да. од Кина за да остане селектор на Хрватска. Точно е. Се е точно. Меѓутоа, 10 една милиони предност евра има по за сезона, за Златко, три он сезони. кариерата ја направи во арапските земји. И он Чиро му ги објасни Тајните на фудбал. не на фудбал, на менаџирањето, на менаџирањето. како се функционира. Да. Утре Беше врвен фудбалер, тоа да го кажам, мислам Ковачич или Штимац, селектор. Ама Ковачич има една мана, роден у Германија, живеел у Германија и он Ковач. мислеш... Ковач, Петка. Ковач. И пукна. Кај Чиро Златко и вака ќе правиш, вака ќе правиш. На вакви турнирски одакмици. Не лажи, селектор кој ќе каже јас ќе ги тренирам, нема тренинзи. Па добро, затоа Нема Германија е ово. дома, Хрватска продолжува понатаму, има шанса. Тоа на Златко прво го светско свати наделение. и се, они бе малку паднати со... Да. И он ги дигна. Тоа имаш капитен, они ги викат сенатори, Да. шо е честен, поштен, најдобар во Реал игра. И другите слушат. Прифаќат млади, тоа е рецепто за турнирски. Тоа уште го нема Србија. Пикси ќе го направи, му треба време, а не го лом го прават. Утре е и уште еден страшен надпревар, страшен дуел меѓу Холандија и Аргентина. Па предлагам сега да се слушнеме со Амстердам, со нашиот Тошко Мировски, да слушнеме што има да ни каже. Ало Амстердам, добар ден за Тошко Мировски. Добар ден и за вас во Скопје. Се спрема ли Холандија за нова фудбалска војна против Аргентина, нова мундијалска фудбалска војна, како што било во минатото? Златко, морам да признам дека од минатиот разговор пред недела дена, се уште во групната фаза, еуфоријата полека, но сигурно ја зафаќа Холандија. И се повеќе и повеќе луѓе се подготвуваат да го гледаат овој надпревар. Само што гледав прилог на националната телевизија, петок е ден кога луѓе одат на концерти, во театар и така натаму, и имам огромен број на обиде да се продадат картите да не им пропадат, затоа што нема да одат луѓето во театар или на концерт. Интересно е дека гледан настан во историја на холандска телевизија е токму надпревар Холандија-Аргентина 2014 на светското првенство, кога на пенали губи Холандија и не се пласира во финалето. 9,1 милион жители, односно гледачи ја гледале таа утакмица. Мислам дека нема да стигнеме до таму, затоа што сепак е само четвртфинали и се уште популацијата овдека е резервирана. Меѓутоа, најголем дел од картите за големата фешта, што ќе се гледа во Амстердам на арена, организирана од Фудбалскиот сојуз, веќе 55.000 карти се продадени. Имам две керки кои што учат факултети и средно училиште на факултет, буквално кога има надпревар од 300 студенти, 150 гледаат во амфитеатар, се гледаат позади, гледаат утакмици. Во школа, во средна школа, учениците ги оставаат да гледаат на час кога има интересен надпревар, што е несвојствено за Холандија. Значи, целата таа температура расте, периодот на годината зима, нели, краток ден, не помага да се опуштиме да излеземе во 5 сат на тераса да се напиеме, затоа што е надвор студено, ова е студена недела.
Меѓутоа, очекувам преполни капулиња, плоштади каде што ќе се гледа и се надеваме на добар резултат. Тошко, каква стратегија подготвува Луи Ван Гал? На кој начин ќе се обиде да им се одмазди на аргентинците за поразот во 2014 година, кога токму тој ја водеше холандската репрезентација и на тоа светско правенство? Ќе има ли некои промени во составот на Холандија против Аргентина? Многу интересно прашање, Златко, поставуваш сега. Гледав синоќа емисија со биограф на Фангал, човек кој што напиша книга за светското првенство 2014, кога тимот на Холандија предводен од Фангал стана трет и тотално неочекувано, со многу ниски очекувања од холандската јавност, и вели дека токму тоа светско првенство го промени неговиот начин на размислување и од тотално офанзивен тренер, кој што ја практикува таа традиционална холандска тотален фудбал филозофија 4-3-3, од кој што тие тројца во среден ред играчи се фокусирани на напред, игра на 5-3-2, значи со двајца одбранени играчи повеќе. Од сите 8 четвртфиналисти, Холандија е единствениот тим кој што не игра со типично холандски фудбал, 5-3-2. Може да се очекува изненадување од него пред утрешниот надпревар, односно во случај на примен гол и 1-0 во корист на Аргентина, дека ќе промени тактика. Меѓутоа, Ван Гал е голем реалист и дури тие најголем број на романтичари, од кои што си верувам и ти дел, кои што ја глорифицираат Холандија во 70-те години, и подоцна објективно велат дека овој начин на игра буквално пасува на квалитетите кои што ги има Холандија. Ако игра Холандија напаѓачки, тоа што лежи во душата на секој холандски и од дете така се тренирани на размислување и на играње, ако игра напаѓачки, буквално е без шанси со Бразил, Аргентина и Франција. Значи, практично, дефанзивно, чека грешки на противник со притисок. Сега, кога играат со притисок, има два типа на игра, два вида на игра. Во групата шпицовите правеа притисок на централниот одбранбен играч, да дава топка лево-десно да се успори, а на надпреварот со Америка, која што е многу подинамична екипа, притисокот од половина на терен се прави. Значи, очекувам Холандија да продолжи да игра дефанзивно, не својствено за холандската фудбалска школа. Што вели јавноста, што велат стручњаците? Каква е прогнозата во однос на исходот на овој надпревар? Од една страна има статистичари кои што гледаат дека Холандија и Аргентина досега 9 пати играле. Последните два надпревара беа без голови, 0-0 заврши. Да. Статистиката е апсолутно на холандска страна, само еднаш изгубиле, таа 78 година финале во Аргентина. Во продолжение 3:1 во финалето на светското првенство. Токму така. Последните два надпревара се нерешени. Имаме, можам да кажам, добра статистика. Кон тоа, ако се додаде и дека Меси никогаш во историја не дал гол во нокаут фаза на првенство, даде исто како и Роналдо, значи сите тие работи се на страна на Холандија. Ако земеме преди дека имаме и одличен стратег, можеби најдобар од сите на светското првенство, како и најгорнијата линија по која што игра Холандија, значи игра помалку лошо од надпревар во надпревар, а добар надпревар тек мора да дојде, или добри надпревари, тогаш тоа зборува за заткриен оптимизам. Сепак квалитетот на поединечниот квалитет на аргентинските фудбалери е многу повисок, многу повисок. И ќе видиме тука индивидуалци, надпревар меѓу индивидуален тим на индивидуалци со тим кој што расте од надпревар. При тоа и да не се заборави дека се очекува мислам дека се вика стадионот Лусаил,
дека од 90.000 навивачи ќе има 25-30.000 аргентинци, навистина не знам како стигнале таму, кај арапската јавност, катарската јавност, Аргентина и секогаш южноамериканските репрезентации се супер популарни и мал број 2-3 илјади навивачи од Холандија со купена карта. И уште еден пикантен детал, холандската кралица инаку аргентинка, верувам дека знаете, и мислам дека е тоа во одбрана за да не им досаѓаат на новинари, да не ги прашуваат претерано многу за кого си, како си, срцето ќе ти биде во татковината или каде што си сеја кралица. Случајно или не, принцезата, најстарата керка, имаше роден 19 вчера и случајно или не, во токму за време на надпреварот кај прават роденска забава и нема да гледаат. Со тоа бегаат од локалните новинари од прашање. Тоа е интересно. Тошко, ти благодарам за исцрпниот рапорт од Амстердам. Ти благодарам за јавувањето. Големо задоволство, пријатен ден за сите вас и се надеваме на добар резултат за Холандија во петок вечер. Потребен е поен за победа. Прв сервис. Гейм, сет, меч. Победа! Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна копачка. Холандија и Аргентина. Во една специфична ситуација се аргентинците, поготово Меси. Што се вели очајнички го посакува трофеот, што би било уште една вистинска круна на неговата брилјантна кариера. Како гледаш на аргентинската репрезентација? Можеш ти да се ставиш во улогата на Меси сега, што ќе има во утрешниот надпревар и евентуално ако стигнати до финале? Одмah да кажам, фаворити се. Мислам, Холандија дома ќе си оди. Бидејќи зошто е Меси, малку има такви играчи на првенството. Додадена вредност прави. Има тактика, има аналитика, има се, меѓутоа он може да пројде кој сака играч. Се уште ја има таа моќ. Има. Плюс е левак, плюс авторитет и би требало Аргентина не играт како минатите првенства. Се стегна, сакат, борбени се, почна и одбрана да играт. Иначе јужноамериканците сите у напад, па си одат дома. Прв пат и Бразил мене ме изненади, дисциплинирани играт. Двете репрезентации стварно се... Има еден психолошки момент кај Меси. Ова е последна шанса. Може ли да влијае тоа врз комплетната игра на аргентинската репрезентација, да во него да го гледаат човекот кој што ќе ги донесе Тоа што спасител за меѓутоа таква кариера. Не верувам да си... Добро, кога беше во врвот на кариерата, имаше финале со германците, па го загуби. Да, дали може Ван Хал, например, да направи стратегија, бидејќи сме видели низ минатото дека стратешки може да се чува Меси, ако целата екипа го чува или ако се насочува на тоа. Дали може би Холандија има дуд во Ван Гал и во тоа што немат звезди во екипата Холандија, па некако да го смири, аргентинското танго? Не може, јас мислам главен проблем. Аргентинците има порано, сите чекаа Меси. Фудбалот е 11 души. Плюс резерви, плюс... Бев некаде прочитал, на минатото првенство Меси кажал кој ќе е тренер, кој да се зема. Сега го немал. И веројатно Меси е доволно паметен, ако си ти господ, еве ти играј, ти па ние не мора да игра.
Сега јас мислам го свати тоа, ти треба и бек, и голман, и резерва, и тоа е што го вика Далич, заедништво. Еве го проблемот кај Португалија. Ама среќа изби на добро. На добро. 6-7, да, против. Тоа се страшни 6-7 притисоци, против Португалија. не е до Против играчите, Швајцарија. токо Меси е дефинитивно различен, не у фудбал, од Роналдо. Меси по од Бога карактер, даден. По карактер, тоа е Меси важно. од Бога даден, Роналдо е човек кој што работи Не, најнапорно. од успешни сите. фудбалери, страшни, зверови. Меѓутоа, карактерот сега се виде попаметен, подобар на Меси. Ама експлозија има. Дали навиваш за Тоа. Меси да стане Сакам страшна светски кариера. шампион? Мислам, јас сакам такви... Добро, и на Роналдо му е страшна кариерата. Зошто не Роналдо да освои, да речеме, светско првенство и По-друго. да играат финале, еве, двајцата да играат Добро, финале, па може кој е би, подобар нека победи. Сите леваци, а и јас сум левак. Па тоа беше следното прашање, да. Тоа беше следното прашање. Почнувајќи се, следам малку повеќе. Кемпес, го памтите? Лева. Памтиме финалето Марадона. против Холандија. Лева. Меси. Малку сме чудни ние. Поразлични сте. вие, Поразлични од поразлични сте. Сега Нејмар е и левак и со десна Уште игра. треба да се докажува. Одмah кажува. Дали е ова селекција на Бразил која што може да ги наследи генерациите од 60-тите, од 70-тите, она од 2002 година во која што тој трозавец беше на чело со Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо. Прето Ривелињо, јас ги памтам Ривелињо исто лева. Тоа да, тоа беше од Карло. Добро, и 70-та година. 94-та има со Ромарио, со... Да, Еве, за Бразил прв пат мене ме изненади, наубаво. И одбрана имат, знаат сите фудбал. Тамо по плажите Копакабана од сабале до вечер. Меѓутоа, генерации ме изненадија, се бранат, озбилни, не одат сите напред, не прават циркус од фудбалот. Одат на резултат. Имаше Бразил и фантастична генерација и 82 година, ако се сеќаваш во оној, би рекол, травматичен надпревар за нив против Италија, Роси, која им даде 3 гола, ги елиминираше. Ова- Со Зико, со Сократе, Така, со така. Жуниор, со Дунга. со фантастични фудбалери. Истото им се случи 86-та година, на пенали изгубија од Франција, исто така има прекрасна репрезентација. Сега, може ли, имаат ли овие шампионска дамфа? Имат, Дефинитивно. дефинитивно. Мислам, нема одат на резултат. Они, стварно, јас сум... Се порационални во однос на одигра едно полувреме против Кореа и второто Нема, тоа е професионално- резултат. Турнирското е различно од клубското. Овде на 3 дена играш, са убава игра, ама ќе пишат резултатот на крај. 3 дена се памти. Они, јас мислам, така тргнаа. Кој е твое посакувано финале? Бразил Аргентина, да може. Не може. Финале пред Затоа финалето би викам, било. Да не може. Франција или Англија? Најтешката европска војна, вековна, на сите полиња. Па еве Мислам, сега и на Франција фудбал. се поискусни, и го имат овој зверот мал. Мбапе? Ќе биде ли Може ли некој да го носител сопне? на златна топка? Па нивни противници кои викат, па стварно е нешто побрз играч одамна не сум видел. Може би Плюс, Роналдо, бразилец. знае фудбал. Плюс со две нози шутира. Овој само пушти го напред, некој одмара, дај му топка. Стариот рецепт. Малко се, мислам, порано повеќе имаше, меѓутоа, знаеш, Различен водаш беше на фудбал, убавена, различен различно беше е се. фудбал, да. Сега аналитики, компјутери, Да, они 20 се- души и пак дава голови. Мене тоа ме чудно се. Компјутерџики Да, се ама надвака, има- потезите има- му ги снимат. Има одлична соработка со играчите, со Па тамо, со Гризман малку, знаеш што ми е се чудно? претворија во еден прекрасен тандем, каде што Гризман сега ја подреди играта на
На Они Мбапе. бе На проблематични. резултатот. Практично на резултатот. Јас сега Како што времето ќе покаже. Јас Како што ти мислам твојата игра ја подреди на Дарко Панчев. добро ќе мора да спомнеме нешто. Ва тоа беа следните Покаже. прашања, да. Не. Еве Франција сега Бензема си отиде. Он беше проблематичен. Повреден наводно, не може да сега, игра. не никој знаеме, знае, меѓутоа- никој не знае што е вистината. И они се тие се тешки одлуки, Златко. Да. 100% новинари знаат, ама нема да напишат. За разлика од тебе, српски новинари на прва. Едва чекат. Дел од стратегија на вакво првенство е новинарите да ги викнат Пиарот- се да знаете. Пиарот, а меѓутоа да ама шират тоа што треба. објавуваш тоа што се Да бидат сложуваш. дел од репрезентацијата за заеднички интерес држава. Нема са повреден, па ако си повреден, нема да си тамо да дојдеш, па они има кавги, него прима афери, Белгија исто се биде шо е, не се толку лоши. Голман скаран со како го викат, Дебрујне. па тај боксови летале. Точи, ако немаш атмосфера, Немаш резултат. ништо. Дефинитивно немаш резултат без атмосфера. Имаше ли атмосфера во шампионскиот тим на Вардар? Уф. Кои Имаше играчите пет- го надрасна клубот? Да. Сега. Јас таа изјава ја дадов. За среќа, мене ми беше капитен прво Мето Спасовски, кога дојдов во Вардар. Па ми стана Кочо, не бе, одлични играчи, ама немаме то дружење. Беме тројца тамо, тројца онамо. Страшни играчи и имаме, Бог да опрости, Бобек, шо ние дома тепај, оди надвор, изгуби. Дојди дома тепај, и он не стегаше да тепаме и... А можаме. Ама несвесни, тренерот добро е. Дојде Дончо. Не, дојде Вишњева. Вишњевац така, па Ни ги месташе тренерите Милјан. Нашето бројке звоне Белград, Милјан кој да дојде, Бобек. Добро, таа Кој да рецептура на дојде, Балканот секогаш постоела во и ден денес постои. Да. Бобек 4 години, јас се познати изјава, штета, викам, порано требаше да си дојде, да си ојде Бобек, а да дојде Вишњевац. Оти се опуштивме ние. Добри, ама не сваќаш, оти можем крај Колкав да ти е го потенцијалот, да. А Вишњевац дојде, оти беше помошник на... Кој му беше цимер на Васе? Во Вардар, во Во подоцнежните Вардар години. долги години Владко Димитровски, комосна. И А потоа? Вишњевац, тие припреми ги памта, Дарко даваше 100 гола во младинци. И јас го порано на тренинг, не тренираа тогаш, па ние неверојатно голови. 100 гола по надпреварили? Не, 100 гола вкупно, меѓутоа 10-0. И 10. мене ми беше чудно, првиот гол, млате, првиот гол се радуваш, ама на 10-тиот гол, како прв да ти е, и вежданата ми вика, узечеш малок на Цимер. Малок Панчева. Мало, Дарко го вика. И така почна. Тоа се припремил, Цар Самуил го отвара хотело Стромичко, Банско. па зимскиот турнир во И- Скопје. Се вративме зимскиот турнир. Тогаш Вардар правеше, клуб бевме, Експлозија Звезда, на Дарко Партизан и Панчев. Раднички Ниш. Да. Дарко симпатичен, Чимер, сака да работи, дава голови, од кај ќе стигне. Воли го држе. Резерва ќе влезе, гол ќе даде. И тај турнир, он даде 2 гол, јас потест. И јас дадов 2 гола, и јас истрчав таму на организатор. Наши новинари, викам, пехарот на Даре. И така по центарфорд ни беше Манески. Да, Сандре. Сандро. И стварно, детето, ајде да го кажам, влези, дај гол. Ама пак на клуб. Видела ли Југославија поранешната Не. подобар голгетер од Не, Дарко Панчев? одма. Има ли по него исти таков голгетер? Не. Не постои. Во тоа време, јас кажав,
да се родел у Сплит ќе беше европски боли центар фор. Па беше шампион со Звезда, втор во изборот за играч на година. Вардар збора. Не, зборам шампион на Европа со Звезда, шампион на Вардар, јас го кажав, он прво не ме разбра. Најдобро играше во Вардар. Знаеш зошто? У Звезда се опушти малку. Просенички пикси и таму. Део, топки од сите Вардар страни. прво мал клуб, релативно. Судите уништуват, играчите тепат кај ќе стигнаш. Тада 67 гола, мислам. У тај Вардар. Караше, он има, јас го кажав, немаше аналитики. Најбрз играч на метро Европа. Он експлозија има. Најтешко е во 16 метра. 5 противници, голман 6 и ние уште два тројца. Толку е местото за да избегаш ти метро. Ти треба... Мене лесно ми беше да го... Погодам во глава. Добро, со работа беше тоа. Така е, Много работевме, па сами нормално, без работа работевме. На крај, при крај сме на емисијата, сакам да ми кажеш, имаше желба да станеш телевизиски Да. коментатор. На тоа, Зошто не Вања. стана? Вања ме пресече добро. Кој те пресече? Вања покојни. Вања Многу се Миловски. дружеме, да. Како Па те ти- пресече? Па, прво, блиски бевме многу, знаеш. И се на помошно тренинго го гледаш, и паметам, Тревко оста, завршеме тренинг, пешки, по чаршија, Моавет. И јас прв се вика, Вања бе, дај пофали ме. Не те фалам. Добро, и се случи, тоа го кажува, зададе надпревар. Изјава, една лоша дадов, ме забранија у Грција виза. И јас стварно мисле, Вања, викам, сакам спортски коментатор. Ја вика, струмичанец. Треба литературно да збораш, па да те... Добро, викам, ајде. Познавав многу за фудбал, викам, ќе престанам. И тоа беше едно... Супер, мислам, ти помлад дојде, дали добра екипа у спортска. Мене ми беше чудно го кажав тоа, само јас интервју давав. Вања, викам, има ли други? Ти знаеш да збораш, а доста, викам. Тоа е фудбалот, колега Калински, тоа е фудбалот. Тоа е фудбалот. Тоа, морам да кажам, тај надпревар, Желјо кој тепа. Шеф им беше Оси. Кај нас Димовски. Сега во студио у спортска викат сабота емисија. Димовски не сакам да одам. И Вања ми вика, дојди ти бе. Осим и јас, Осим ќе зборе за Желјо, шо ќе зборам јас? Не, па бегат сите. И на крај Осим Шмекер. Бог да опросте. Ти чеш, вика, Василе, за тренер да будеш. Викам, на сила дојдов. И ги тепав. На тоа му кажа. Утре викам, джабе, вие тепаме. Тоа е фудбалот ќе Тоа е констатираме уште фудбалот, еднаш. тоа е нашиот Васе Рингов, секогаш интересен со своите сеќавања, со своите обсервации. Васе, благодарам за учеството во емисијата. Фала ви. Бранко, благодарам за поддршката. Беше огромна чест. И вам, драги гледачи, благодарност што не следите. Пријатно.